Почитувани добро вечер. Вечерашен гостин во емисијата Стаф е советникот од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Томица Илиќ. Добро вечер, благодарам што прифативте за ова гостување. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Се надевам ќе имаме добро интервју вечер. Владата предводена од СДСМ, ДУИ и останати албански партии го изгласа законот за употреба на јазиците. Факт е дека бројни професори, активисти, граѓани реагираат на овој закон бидејќи содржи одредени членови кои предвидуваат двојазични униформи, пари и слично, но и тие тврдат дека се доведува во прашање уставниот карактер на државата, односно унитарност. Така, овој закон е актуализиран веќе повеќе од година дена. Од самите напори се формира влада помеѓу СДСМ и ДУИ. Потреба за овој закон произлегува од самиот рамковен договор. Ние веќе имаме закон за употреба на јазиците од 2008 година, но констатирана е потреба за доуредување на правната рамка кој што го опфаќа овој закон. Унитарноста на Република Македонија не се доведува во прашање со овој закон. По членот 7 од Уставот на Република Македонија, кој што се направени амандмански промени по подпишување на рамковниот договор, со него е дефинирано дека македонскиот јазик и неговото кирилско писмо се официјален јазик на Република Македонија за внатрешна употреба и во меѓународни односи и е службен јазик и може да се употребува во органите на државна власт друг јазик како службен јазик, кој што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои што живеат во Република Македонија. Во овој случај тоа е албанскиот јазик и како што реков, со ова унапредување на ова правна материја која што го опфаќа овој закон, се дефинираат оние одредби во законот и правен надлежности во самата употреба, во службената употреба на албанскиот јазик, бидејќи најмалку знаеме по последниот попис 20% од населението кој што зборува друг јазик од македонскиот јазик и негово кирилско писмо е албанскиот јазик. Рамковниот договор е многу битен да се спроведе за Република Македонија пред се за евроинтеграцијските процеси. Владата на Република Македонија е задолжена секоја година да изготвува план и програма за согласување на правото со Европската Унија. 2017 донесен програма за 2 години кои закони треба да се согласуваат со законите на Европската Унија. И еден од законите кој што влегува е секако законот за употреба на јазиците. Како што знаевте, законот е изгласан во собрание, но не е потпишан од председателот Ѓорѓе Иванов. Тој ќе биде вратен во собранието на трето читање и најверојатно по некои најави ќе оди и на Венецијанска комисија која што ќе даде некое свое мислење за одредбите и членовите од овој закон. Ги спомнате униформите, парите, тие двојазични униформи би се употребува само на територија на единици на локална самоуправа каде што живеат најмалку, тоест има жители кои што зборуваат друг јазик освен македонскиот јазик на кирилско писмо има 20%, а во однос на парите тие се несуваат ке бидат потребени символи од културното наследство. Така да во наредниот период ќе видиме до каде ќе стигне работата со овој закон. Висок албански функционер истакна дека законот за употреба на јазиците е клучот за преживување на оваа влада. Па јас не се сложувам со тоа мислење, еден закон да биде клуч за преживување на оваа влада. Оваа влада е реформска влада и пред себе има зададено сериозни задачи и цели кои што треба да го трасираат патот на Република Македонија кон Европската унија и НАТО, кој што споменав претходно, и ова условувачка реторика треба да се надмине бидејќи граѓаните на Република Македонија на последните избори ги казниат тие такви реторики каде што се поставуваат услови, каде што ако едно нешто не се заврши, дека Македонија ќе тргне во погрешен правец. Тоа е моето мислење во однос на изјавата на функционерачко спомнат. Дали според вас ваков закон може да се носи без присуство на опозицијата во собранието и дали може да се носи по скратена поставка, бидејќи доколку се навратиме наназад, СДСМ беше таа која што на претходната власт и укажуваше дека не треба да се носат закони по скратени поставки. Да, така е, СДСМ ние како партија реагиравме за носење закони по скратени постапки, но сепак опозицијата во овој случај сама одлучи да не учествува во работа на собранието по настаните во ноември месец, кога дел од пратениците беа обвинети и приведени како учесници и директни потикнувачи на крвавиот четврток на 27 април, кога тие заедно со
дел граѓаните, граѓански некои организации ја брани уставноста на Македонија со тоа што всушност го руши уставот и уставниот поредок на Република Македонија. Се надевам дека опозицијата најави враќање и навистина ќе се врати во собранието, ќе биде конструктивна опозиција која што ќе сака да работи за добробит на граѓаните. Знаете и сами тие додека беа во собранието формира неколку пратенички групи, на секој начин се обидува да бидат кочничари во работата на собранието. Секако ќе има потреба и понатаму можеби некои закони се донесуваат по скратена постапка, но сепак јас сум за тоа да има конструктивна дебата, да биде вклучена и јавноста во донесување на битни закони, бидејќи пред нас предстои период каде што ќе се донесуваат некои реформски закони кои што ќе бидат многу битни за патот по кој што ќе се движи Република Македонија во наредните години. Државата започна преговори со Република Грција во врска со решавање на спорот што соседната држава го има со нашето име. Вие лично дали сте за промена на името на државата? Па вака, преговорите за околу спорот за името траат повеќе од 2 децении. Тие беа блокирани од претходната власт, сега овој процес се одблокира. На претходната власт и беше во интерес да бидат блокирани овие процеси, бидејќи тие тоа користеа за начинот на кој што владеа, форсира некој лажен национализам. Сега овој процес е блокиран. Пред 2 дена на самитот во Давос или 3 дена како беше, имаа средба премиерот Зоран Заев на Република Македонија и премиерот Алексис Ципрас од Грција, 3-часовна средба која што на крајот еден момент за потенцирање дадоа заедничка изјава на Твитер профилот на премиерот на Република Грција. Стоеше дека тие дава заедничка изјава со македонскиот премиер Зоран Заев, што тоа се случува за прв пат во историјата. Еден ваков висок представник од Грција така да не условува да го нарече нашиот премиер. Се надам дека ќе се најде решение кое што ќе биде соодветно и во Македонија и во Грција ќе биде прифатливо. Гледаме дека и во Грција има протести околу тоа дека почна преговорите за решавање на спорот за името. Се покажа и добра волја после завршување на средбата во Давос. Премиерот Ципрас вети дека ќе ги одблокира преговорачките процеси со Европската унија. Македонија ќе може да опочне втората фаза со преговори со Европска унија, додека премиерот Зоран Заев вети дека ќе го преименува автопатот Александар Велики, аеродромот Александар Велики во автопат помирување. Што се однесува пречањето дали сум за промена на името, премиерот Заев најава дека може на референдум за името, се она што ќе е прифатливо за граѓаните на Република Македонија, секако лично за мене ќе биде неприфатливо. Измените на законот за пушење, продажба на алкохол по 19 часот предизвикаа различни реакции кај јавноста. Многумина се прашуваат дали овие закони се толку важни за животот на граѓаните или пак целта е да се пренасочи вниманието од преговорите со Грција, Бугарија и слично. Па вака, измените во овој закон сигурно не се најбитните, најважните за животот на граѓаните и со овие измени во закон всушност не се пренасочува мислењето тоест фокусот на јавноста од другите актуелни политички теми. Измените во овие закони произлегуваат од барањата на Сдружение на угостители и Стопанската комора, бидејќи во последниве години има сериозни импликации економски пред се и финансиски во работата на угостителите и на трговските друштва. Измените во закон за пушење тие се однесуваат на тоа во кои простори како е дозволено да запалат цигара гостите, бидејќи сега во овој период кога е ладно се намалува бројот на гости во кафичите, во кафулињата, во баровите, во кафеаните и тоа има економски импликации финансиски врз работењето на самите угостителски објекти. Од друга страна, Стопанската комора изјавува дека недоследности во законот за продажба на алкохол до 19 часот во зимски период и до 21 не го даде посакуваниот ефект кој што требаше да го има во намалување на алкохолизмот кај нашите сограѓани. Јако ако се погледнат некои параметри од Светска здравствена организација и од други некои организации, македонците всушност не се во
во групата на луѓето што најмногу конзумираат алкохол и нашето обкружување во Србија, во Хрватска се многу повеќе конзумира алкохол, да не зборуваме за Германија и Чешка, каде што на годишно ниво по глава на жител од 120 до 160 литри алкохол се конзумира годишно. Ние сме далеку од тој просек. Она што го истакнува тие за намалување алкохолизмот кај малолетниците е поригорозни да бидат во спроведување на законот, да не им се дозволува на младите под 18 години да можат да купат или да дојдат до алкохолни пијалоци. Дел од јавноста смета дека премиерот уште од почетокот се насочи повеќе на решавање на проблемите на односите со соседите, а не на внатрешните проблеми. Вака, патот кој што го трасира сега Република Македонија услова подобрување на односите со нашите соседи, има видливо подобрување во односите со Бугарија, премалку зборуваме за подобрување односите со Грција и со нашите останати соседи, но далеку од тоа дека премиерот на Република Македонија ги има заборавено внатрешните проблеми. Решавањето на внатрешните проблеми е отпочнато, граѓаните имаат големи очекувања, но сепак не треба да се брза. Потребен е темелен пристап при решавањето на проблемите, бидејќи ние живееме во едно општество каде што е нарушен, разрушен нашиот општествен поредок, правниот систем на државата и сега имаме шанса и треба да искористиме се постават здрави, цврсти темели и да градиме една перспективна земја која што ќе навлезе во Европската унија, во големото семејство на начин кој што треба да се влезе, да бидеме еднакви таму со сите, а не само да имаме желба да бидеме дел од голема заедница во која можеби вистински нема да припаѓаме. Како ја оценувате досегашната работа на владата? Па лично јас досега оценувам позитивно работата на досегашната работа на владата. Како што реков, навлезени сме во реформски процеси, донесени се голем број не толку голем број закони кои што директно влијаат на граѓаните. Ќе почнеме со укинување на екстерното тестирање, потоа укинување радиодифузна такса, се отпочува со реформи во судскиот систем, што е во правосудниот систем, што е многу битно. Зголемена е минималната плата на 12.000, се извинувам. Социјална пензија се најавува дека ќе се донесе за сите кои што по години исполнуваат услови за пензија, но поработен стаж немаат, бидејќи таков е голем број на наши граѓани, сепак ќе можат достоинствено барем на некој начин да живеат во староста. Ние треба да изградиме, како што реков и претходно, темели кои што ќе го трасираат и вредности кои што ќе трасираат нашиот пат кон Европската унија. СДСМ се залага за градење на граѓански концепт, на општествено граѓански концепт во кој што сите ќе се еднакви, и ова влада напорно работи на тоа да го тоа доближи до граѓаните, да ги осетат тие напори на СДСМ и на владата. И со тоа, уште еднаш ќе повторам, нема потреба од брзање со реформите, бидејќи со брзање живеевме 10 години, а ништо народот не почувствува. Најавени се нови субвенции за студентите преку подолго време најавуваниот проект студентска картичка. На седница на влада е донесена одлука, значи предлогот за субвенционирање на студентите. Значи, овој проект треба некаде до 31 мај да го изготви заедно Министерството за образование, Министерството за информатичко општество и администрација во соработка со Министерството за финансии и Министерството за економија. Предлог законски и подзаконски акти со кои што ќе може да се имплементира овој проект. Овој проект се однесува на субвенционирање на оброк, автобуска карта за кино, за купување на книги за студентите, а тие ќе може да ги плаќаат преку апликација во мобилен телефон или пак преку студентска картичка. Овој проект веќе 10 години успешно функционира во Словенија. Од Словенија се имат понудено на нашата влада директно да се вклучат во имплементација на овој проект и заедно да го изготвуваат и да го работат. Секако можеби нема да биде ист како што е во Словенија, но сепак во однос на економските и финансиските можности на нашата влада ќе биде имплементирани кај нас и се надевам дека студентите ќе почувствуваат бенефит од овој проект, кој што ќе започне најверојатно од следната академска година.
Иако е се уште рано, барем за сега се добива впечаток дека Куманово е заборавено од власта, бидејќи нема најава за ниту еден поголем проект. Претходно често го обвинувавте ВМРО-ДПМН дека ништо не вложува во градот. Кој е планот на СДСМ ќе им се одолжили на кумановци? Така, обвинувањата према претходната власт тие беа точни, дека Куманово беше заборавено од претходната власт, неколку пати беа испоменувани на собранската говорница дека подобро Куманово да не е во Република Македонија. Кумановчани, Куманова, СДСМ и нашите коалициони партнери се вградени во централната власт. Сега имаме министер за внатрешни работи, имаме двајца државни секретари кои што се од нашите коалициони партнери и секако дека ние ќе се одолжиме на кумановчани, бидејќи тие остана доследни во борба за слобода и демократија во последните десетина години. Пред се за некои крупни проекти кои што се очекуваат, кои што се битни за подобрување на животниот стандард, јас не би сакал сега да најавам некои крупни проекти, бидејќи нашето мото на некој начин во претходната кампања беше да кога ќе дојде моментот ќе видат луѓето што ќе направиме за нив без претходно да најавуваме нешто бомбастично, а тешко да се реализира. Секој се работи на развивање на индустријската зона во Речица и мислам дека ќе се отпочне со дојдување на странски инвестиции и домашни капитални инвестиции кои што ќе може да работат во Куманово во однос на она што се однесува на локална власт. Битно е се каже дека се во плане и се изготвуваат и проекти за изградба на детска градинка, за изградба на едно училиште и секако решавање на еден од најголемите проблеми во однос на образованието, кога сега земавме збор за тоа, дислокација на гимназијата Сами Фрашери, која што е поранешната зграда на ЗИК, да се најдат адекватни услови за учење, затворење на учениците од гимназијата Сами Фрашери. Неодамно избравте нови членови на извршниот и надзорниот одбор на општинската организација на СДСМ, беше реизбран и председателот Мартин Костовски. Што очекувате од новото раководство на партијата? Точно, Мартин Костовски доби уште еден мандат од председателот Зоран Заев, бидејќи директно председател на партијата го назначува председател на општинска организација и јас бев еден од кандидатите за председател на општинска организација СДСМ Куманово, бев 4 години секретар на општинска организација, прв соработник на ново реизбраниот председател Мартин Костовски. Она што лично јас очекувам и што мислам дека ќе се оствари, тоа е пред се одговорност и честност во работењето, бидејќи СДСМ е пред голем предизвик сега во Куманово. Ние сме локална власт повеќе од 25 години, но сега имаме централната власт. Она што е битно за овие луѓе, тие се искусни членови, познати членови кои што се дел од извршниот и од надзорниот одбор, но заедно предводени од председателот Мартин Костовски, тие ќе треба да на некој начин ќе треба да имат континуиран мониторинг на работата на новоизбраните именувани или избирани функционери и она како на кој начин тие ги спроведуваат плановите, програмските определи на владата, бидејќи не може се да се прати она народски кажано од Скопје, сите треба да се вложат и да работат на тоа и во афирмирање на СДСМ како партија и она што го нуди на граѓаните СДСМ и да го покажеме полниот демократски капацитет, бидејќи ние видовме додека беше ВМРО на власт како се однесува нивните партиски функционери, богатењи и тие такви работи, тоа е недозволиво сега во СДСМ и председателот Мартин ќе има најголемата улога во координирање на сето тоа. Сметате ли дека се задоволени сите страсти на фракциите кои што според кумановската јавност ги има во општинската организација во Куманово? Па по вакви избори секогаш се продлабочуваат тие разлики во фракциите. Јас не ги нарекувам фракции, тоа се така да кажам благо групи на наши членови, сопартици, другари кои што имат некое друго видување, размислување на кој начин ќе се остварува она што го има замислено СДСМ. Надминувањето на тие проблеми секогаш доаѓа со време, тоа го покажало СДСМ во Куманово низ годините. И самиот председател Костовски најави проект на промоцијата на извршниот одбор на конференцијата, кој што вика проект помирување, кој што ќе треба да ги зближи сите овие, ајде така да ги наречам јас, фракции, и сијата она негативна енергија која што можеби сега се ствара во членството, која што се чувствува, да ја канализира во позитивна енергија во наредните
4 години, бидејќи наредната 2019 година има председателски избори, може ќе дојдат некои предвремени парламентарни избори, ако јас не очекуваме парламентарни, па имаме локални избори за 4 години. Ако се продлабочуваат овие проблеми кои што така се појавуваат и се чувствуваат во граѓанството во СДСМ, ќе имаме негативен ефект, но сепак СДСМ мислам дека има доволен и интелектуален и демократски капацитет да ги надмине сите овие проблеми. Вие сте на функцијата советник при Советот на општина Куманово. До сега се одржаа, мислам, 4 седмици. Еве, како сте задоволни од функционирањето на овој орган? Па, мислам дека рано се оценува функционирањето на овој орган, но сепак одржавме 4 седмици, како што рековте, по нашиот избор, малку незгоден период по изборите, бидејќи пред нас беа донесување на битни одлуки. Оно што е битно, што сакам да го истакнам е, заедно со председателката Атина Мургашанска, кој што доаѓа од решителите нашата коалиција, јас како координатор на советничка група, ќе работиме на поголема активност на нашите советници и советот и членовите на советот да бидат на она ниво на кое што треба да бидат, бидејќи советот има најголемата одлучувачка моќ во единица на локална самоуправа. Градоначалникот само ги спроведува одлуките на советот, не дека нема ингеренции, има и тој големи ингеренции, да не се разбереме погрешно. И затоа советниците треба да го сватат и да го најдат своето место во општественото живење. Наша голема интенција на вистински начин да се вклучи јавноста во работењето на советот. Ние сакаме да бидеме отворени кон граѓаните и граѓанските организации. Сега на 30 во вторник имаме седница на совет на која што ќе се донесе програма за работа на советот, на комисијата за предлог програма кога што изготвуваме советничка комисија за работа на советот, покрај оние точки што влегуваат, за кои е надлежен советот, ние си задававме некои цели и задачи за ова година кои што мислам дека ќе бидат многу битни и затоа би сакал овдека да ги истакнам во оваа емисија. Тоа е да организираме јавни трибини, дискусии, дебати при донесување некои битни одлуки. Една од битните одлуки која што е најавена ова година се донесува изготвување на генерален урбанистички план. На општина Куманово не е изработено 2002 година, секои 10 години треба да се изработува, ние досниме со тоа. Ако се отпочне, се надевам дека ќе се отпочне со изработка на генерален урбанистички план, би сакале сите луѓе кои што се во таа фела, кои што се експерти, стручњаци, па и самите граѓани ќе ги вклучиме во она што значи каков генерален урбанистички план да се донесе. Такви трибини ќе организираме и по однос на регулација на сообраќајниот режим, наоѓање на сообраќајни решенија нови за Куманово, секако и она што е можеби и најбитно за граѓаните сега, што беше многу актуелно и од еколошки аспект да се разговара, бидејќи знаеме дека Куманово често беше прво по најголема загаденост од градовите во Република Македонија. Ние ко Совет донесовме некој акцијски план за подобрување на ситуацијата со воздухот, на подобрување на животната средина, но сепак друго е кога ќе седне да се разговара, да не се дадат некои насоки од луѓе кои што се стручни и луѓе кои што навистина чувствуваат и дали има некој ефект од тие мерки. Нашата работа ќе се сведе на тоа да ние бидеме во постојан контакт со граѓаните и тоа е едноставно што Советот мора да го имплементира во наредниот период. И уште една работа би сакал да истакнам за која што се задававме како задача, тоа е формирање на Совет за заштита на потрошувачи. Тоа е оврска што е имал Советот по Закон за локална самоуправа. Во тој Совет заштита на потрошувачи би вчленувале 7 члена, 3 од физички лица и од правни лица и 4 од физички лица кои што се вклучени во јавните услуги, приматри на јавни услуги. Значи тие луѓе заедно со организација на потрошувачи на Македонија ќе ни дават некои насоки како работат јавните претпријатија, јавните установи, општинската администрација, што е она што треба да се применува. Значи покажуваме уште еднаш некој демократски капацитет кој што се надевам ќе се преточи натаму во некои прописи, акти, одлуки на Советот кои што ќе подобруваат живењето во Куманово. Веќе споменавте дека очекувате овој Совет заеднички да работи, да донесува одлуки за подобрување на животот на граѓаните. Што со опозицијата? Таа во претходните сустави обвинуваше дека најчесто се одбиваат сите предлози кои што доаѓаат од нив. Па опозицијата во можеби на немање на некои своји аргументи што да кажете, обвинува дека не се прифаќаат никакви нивни предлози. Ние досега
прифативме некои предлози на опозицијата, можеби не директно на самите седници на Советот. Една е она доста зборувана во јавност во Куманово одлука за ревизија, која што беше предложена да се изврши ревизија на работењето на Дамјановски за не знам кој период беше. Тој беше подложен, бивши градоначалник имаше ревизии скоро секој ден во општина Куманово, кој што ништо не најдоа и немаше потреба да се нешто такво става во една рамка, во одлука на Совет да се врши ревизија. И ние донесовме одлука како наша советничка група, предложиме одлука во Совет, како што беше изгласана, да градоначалникот, сегашниот градоначалник Димитриевски, ја стави општина Куманово во програмата на Државниот завод за ревизија, за да може да влезе таму и да се направи ревизија на работењето на општина Куманово. Тие работат на принцип кога ќе влезете во програмата на Државниот завод за ревизија една година на назад од кога сте влезени во програмата. Ако се најдат некои импликации дека нешто не е работено законски, се враќаат ретроактивно назад до годината до која што е тоа постигнато. И уште една работа, при донесување на програмите за развој и буџетот, опозицијата предложи некои амандмани, тие од некои си технички причини беа отфрлени пред се од нашата од Советот. Ние ги разгледавме, прифативме дека тоа се работи прифатливи за нас, кои што може да се вклопат во развојот за програмата и буџетот е една од мерките која што сега може на некој начин да се каже произлегува тие предлози, нова социјална мерка која што се воведува во општина Куманово, тоа е субвенционирање за вода и за ѓубре на самохрани родители, веќе има повик кои што трае да се пријавуваат. И ова сега покажува нашиот демократски капацитет и желбата да ние работиме заедно со опозицијата. И мислам дека се безпредметни тие нивни обвинувања дека тие дават некои предлози кои се толку многу битни, а ние ги отфрламе. По долги преговори СДСМ и ДУИ во Куманово постигнаа договор за коалиција. Зошто според вас беше потребно толку долг период? Па вака, периодот можеби беше долг за јавноста, но сепак ние со ДУИ сме партнери на локално ниво веќе подолго време и предвесници можеби на оваа коалиција на централно ниво Република Македонија. Како што реков, СДСМ и сами знаете се залага за градење на граѓански концепт на општественото живење. Беше потребно да се договорат стратешките цели и начинот на кој што ќе се вклопат партиските програми на СДСМ и на ДУИ, на кој начин тие ќе се реализираат во наредниот период, кој што потоа беше преточено во меморандум за соработка. И мислам дека не треба, како што реков и за други работи, не треба да се брза и кога се подпишува ваков меморандум и договор, треба се да се разгледа детално бидејќи имаме искуство, се биле во коалиција заедно, кога сме биле во опозиција во претходниот состав на Советот. Некои работи се реализира заеднички, некои не се реализира, значи треба да се отфрлат сите проблеми кои што настанувале во претходните 4 години, за да може заедно да работиме овие 4 години и од тоа да го осети бенефитот секој граѓанин на општина Куманово. Што е оно што го доби ДУИ во Куманово, што СДСМ и дали сметате дека премногу им се остава простор на еве на коалицијските партнери со оглед на фактот дека имаат усвоено реално малку советници? Па вака, јас коалицирањето и коалицијата не ја доживам како давање и земање и што е тоа што добило ДУИ и што добило СДСМ. СДСМ на претходните избори, коалицијата предводена од СДСМ за локални избори освои 21.760 гласа, ДУИ некаде околу 3.500 гласа. Доби ДУИ и сите негови гласачи и СДСМ можност да тоа што го имаат презентирано пред граѓаните, пред своите гласачи како програмски определба и начела кои што сакаат да ги реализираат на општина Куманово, можност да бидат вклучени во активно работење во системот на локалната самоуправа за да може тоа да го реализираат пред граѓаните. Уште еднаш ќе повторам, коалицијата не е само давање и земање и изнаоѓање на кадровски решенија, сепак има нешто многу побитно кое што е битно за граѓаните и ние заеднички ќе се стремиме да го градиме Куманово и да бидеме горди на градот во кој што живееме. Како што споменавме на последните седници се донесоа важни одлуки за градот, опозицијата не присуствуваше од своји причини. Како гледате на тоа и дали очекувате да се врати на наредната седница? Како што реков претходно, опозицијата најави враќање во Собранието на Република Македонија. Се надам дека опозицијата ќе се врати и во
Советот на општина Куманово, тие иако не присуствува на јавните седници на Советот на работа на Советот на општина Куманово, тие присуствува на комисиите, ви реков дека предлага амандмани за буџет, за програма за развој. Не е добро, како што зборував и претходно за законот за употреба на езиците, да се донесуваат некои битни одлуки без опозицијата, бидејќи за нив гласале голем број на луѓе во Куманово и тие сигурно имаат што да кажат и да сугерираат и да дадат некои насоки во кои ние треба да се движиме. Очекува опозицијата да се врати, да биде конструктивна, да дава предлози како што давала до сега. Сигурно ние во СДСМ, во ДУИ, во нашите коалициони партнери, останати од предизборна коалиција, не сме најпаметните, сега кога ќе слушнеме од нив нешто што ќе го прифатиме. Ние покажуваме демокрација и капацитет. Тоа е еднакво општество за сите, кое што веќе го повторувам по трет пат во оваа емисија. Значи тоа да се сите вклучат, да сите бидеме дел од тоа општество, да ја градиме Македонија заедно и Куманово. Дадели некакви резултати за силената акција на јавното претпријатие Куманово паркинг, исто и на МВР, во поглед на решавање на сообраќајниот хаос низ градот? Па јас искрено може да кажам дека има видливо подобрување, бидејќи живеам во самиот центар на градот Куманово. Има видливо подобрување, како што рековте, тоа беше заедничка акција како на јавното претпријатие Куманово паркинг и заедно во соработка со СВР Куманово. Сообраќајната полиција, таа која што го регулира сообраќајниот режим и протокол на сообраќајот во Куманово, најавен е купување ново паек возило од Куманово паркинг кое што ќе работи исто како сега деноноќно, но сепак решавање на проблемите во сообраќајот, јас би истакнал некои две работи кои што можеби се најбитни во овој момент. Лично според мене имаме многу ниска сообраќајна култура. И мислам дека пред се треба се работи на подигнување на сообраќајната свест на луѓето, на кој начин учествуваат во сообраќајот, дали попречуваат со своето учествување, дали ги пратат правилата на однесување во сообраќајот. И она што јас лично често го зборувам, Куманово е премногу централизирано. Што мислам на тоа? Најголемите гужви се случуваат во центарот на градот. Ако погледнеме во опфат пречник од 2 километри се сите побитни општествени институции и социјалниот живот во Куманово. И не може да се очекува дека нема да има сообраќајен метеж кога тука ви е зелениот пазар, болницата, општина, пошта, фонд за здравство, социјално. Луѓето едноставно имаат потреба секојдневно да доаѓаат во центарот на градот, тука се двата плоштади, тука е општествениот социјалниот живот на граѓаните на Куманово и можеби треба се размислува во правец да делот и институција се изместат на периферијата на Куманово за да се едноставно растерети централното градско подрачје и самото Куманово така е проектирано да едноставно ако сакате од од населбата Зелен Рид да одите на кај Скопје, вие мора да поминете низ центарот на Куманово. И тука треба да се размислува можеби на нови сообраќајници при донесување на генералниот урбанистички план како ќе оди протоколот на сообраќајот. Тие се некои две работи на кои јас би се сконцентрирал при решавање на сообраќајниот метеж. Ние имаме најава во програмата за работа на јавно претпријатие Куманово паркинг за изградба на катни гаражи, монтажни катни гаражи, тие ќе се изработат и сигурно ќе го подобрат уште ситуацијата со сообраќајот во Куманово, но сепак треба да се размислува и на овие работи. Дали новата програма за изградба и реконструкција на патна инфраструктура во градот ќе биде амбициозна како и претходната на Дамјановски? Потребата од инвестиции во патната инфраструктура останува голема, амбициозно останува секако, но сепак многу зависи од паричните средства со кои што располага општина Куманово. Во програмата за развој, ако се погледне на општина Куманово, таа е амбициозна, предвидени се асфалтирање, реконструкција, подобрување на патна инфраструктура некаде во не фаќате за збор сега некаде околу 35 до 40 км патна инфраструктура. Тоа е многу реално, зависи колку ќе има можност општината Куманово тоа да реализира во наредниот период, бидејќи знаеме Дамјановски се соочуваше со недостаток на парични средства. Новата општинска администрација предводена од градоначалникот Димитриевски се надевам ќе биде во подобра финансиска кондиција и за решавање на овие проблеми многу е битна една дигресија мала ќе направам да се оди на поголема фискална децентрализација. Што значи тоа?
Досега само 4,5% од вкупниот ДДВ што се собира на ниво на Република Македонија се прави поврат во општините. Со тако мал процент на ДДВ кој што се враќа према општините не се финансиски моќни да ги покријат сите потреби. Значи во општините не е само патна инфраструктура, имате јавни предпријатија, имате голем број на работи од сфера на социјала, значи парите како влегуваат, така излегуваат од општината и мора многу повеќе да се работи на тоа да општините бидат финансиски независни. Ние со пристапување кон Европска унија се надевам сега со откочување на овие преговори ќе дојдеме поблиску до предпристапните фондови. Тука има фондови кои што пред се однесуваат на руралните подрачја да се искористуваат правилно, да се работат проекти, елаборати кои што ќе допринесат, бидејќи една од заложбите на овој совети на градоначалникот е да нема неасфалтирана улица. Ние знаеме дека како што има во селските и во приградските средини, уште и во централното градско подрачје имаме неасфалтирани улици. Какви се плановите во врска со канализационата водоводната мрежа, како и уличното осветлување? Плановите со канализационната и водоводната мрежа, ако се погледне програмата за работа на јавното предпријатие Водовод, тие пред се однесуваат на одржување на веќе постојачката водоводна и канализационна мрежа, секако изградба на нова. Ние имаме некаде околу 270 км водоводна мрежа и околу 200 км канализационна мрежа. Се работи на тоа да се откочат некои проекти кои што многу поодамна се изработени, кои беа кочени од власта за изградба на нова водоводна мрежа во приградските населби и секако канализација каде што недостасува во Куманово, некаде околу мислам 4 км канализација предвидено да се гради. Еден од побитните проекти што ќе се направи сигурно проверка на целиот канал Серава кој што ја собира атмосферската вода, дали има некаде запушување и тие такви работи за да може да функционира. Интересно е се каже за водовод дека ќе се инсталираат, ќе отпочне проектот за инсталирање на 10.000 електронски водомери кои што ќе овозможат многу полесно читање и многу помала загуба на вода, бидејќи свесни сме дека има многу диви приклучоци и начини како да се украде вода, што се тоа носи сериозни финансиски импликации, недостатоци на ЈП Водовод за да може да инвестира во кој што рековме водоводната и канализационна мрежа. Знаеме дека имаше проект каде што беше заменета 27 километарска мрежа канализациона реконструирана. Тој проект успешно заврши и ќе мора Водовод да се доведе во подобра финансиска кондиција за да може да пружи уште подобра услуга према граѓаните. Во однос на јавното осветлување, тука е интересен еден пилот проект кој што се надам ќе има финансиска моќ јавното предпријатие Куманово паркинг да го изработи. Тоа е замена на сијалици кои што се поставени на булеварите и на клучните точки во градот кои што се големи потрошувачи на електрична енергија со штедливи сијалици. Ова сепак е голем финансиски товар ќе биде за јавното предпријатие. Се надам дека ќе може да се отпочне тој проект и да се врши замена на овие сијалици. Оно што се друго однесува јавно осветлување, секако според урбанизација и плановите ќе се гради ново јавно осветлување каде што недостасува, ќе се стави пета жица на клучни некои точки, посебно како делот што е од Искра према железничка станица да биде осветлен. Секако континуирано дневно менување на јавни сијалици кои што на јавно осветлување непрегорени сијалици. Сето тоа е во програмата за работа на јавно предпријатие Куманово паркинг и ќе пружат услуга од која што ќе бидат задоволни граѓаните на Куманово. Според вас, што е најнеопходно, што треба да се направи во градот во овој момент? Па во овој момент многу работи се неопходни за градот. Една од најбитните е се подобри животниот стандард во Куманово. Но јас тука би истакнал некои други работи, го спомнав донесувањето на генералното урбанистички план, решавање на сообраќајниот режим и една од работите која што е битна за Куманово, што можеби не е моментална, но на која што треба се посвети особено внимание, гасификација на Куманово. Јавното предпријатие Куманово газ е пионир во гасификација во Република Македонија и мора да се работи на развивање на ово јавно предпријатие. Ние со овој совет донесе одлука за зголемување на основничкиот влог на јавно предпријатие Куманово газ ова година, бидејќи
од општина Куманово се црпат средства за развивање на јавно предпријатие, тоа е во висина од 20 милиони денари кои што ќе бидат вградени во изградба на нова гасоводна мрежа. Од покрупните приклучоци кои што ќе се приклучат на гасоводната мрежа, секако се планира приклучување на општата болница Куманово и развивање на гасоводната мрежа во тој дел од градот. Советот на општина Куманово пред нова година донесе одлука за субвенционирање на нови приклучоци за гасификација во вредност од 10.000 денари, кои што ќе ги плаќа општината на предпријатие Куманово газ, од тоа да се вклучуваат поголем број на физички лица, за да може едноставно да се користи овој енергенс многу повеќе, бидејќи слушаме секојдневно во светот дека газ е најкористен енергенс, најефикасен. Зборував за проблемите со загадениот воздух, со употреба на природен газ нема загаден воздух, и затоа треба Куманово и кумановци да размислуваат во тој правец, но секако ќе треба финансиски сето тоа да може да го издржи општината. Мислам дека има добар менаџерски тим во јавното предпријатие кој што е спремен да го изработи ова, и Куманово ќе биде гасифицирано, се надевам, во наредните години и ќе го сетиме сите бенефити од гасификацијата. Меѓу кумановци често може да се слушне мислењето дека општинската администрација речиси е незаменлива. Дали се работи за толку квалитетни луѓе или пак истите високо котираат во партијата? Па видите, општинска администрација која што е во Куманово секако дека се сигурно квалитетни луѓе, тие цели 12,5-13 години работеа со градоначалникот Дамјановски, но мое лично мислење дека нема незаменливи луѓе, без разлика како тие котираат во партијата, дали се добри, високо или лоши, и сепак зависи дали ќе дојде до едни промени од тоа какви цели, стратегии и визија има градоначалникот и советот на општина Куманово, и дали тие луѓе се најподобни, дали ќе се најдат во тој правец на решавање и остварување на таа стратегија и цели кои што ќе ги поставиме за наредните 4 години. Уште еднаш ќе истакнам, нема незаменливи луѓе, секој е заменлив, и се надам дека ќе дојдат нови млади луѓе во општинска администрација кои што со својата желба, труд ќе се истакнат и ќе допринесат за развој на Куманово заедно со градоначалникот и со советот на општина Куманово. Како секретар на партијата вие работевте и со младите, колку тие може да го искажат својот став, да учествуваат во креирањето на програмата, да ги кажат своите барања, но и дали се слушаат истите? Па јас потекнувам од младината на СДСМ. Младите се активно вклучени во работа на Социјалдемократски сојуз, општинска организација Куманово. Тоа активно подразбира не само работење за кога се избори, туку во креирање на програма, во креирање на политики, и сето она што тие го искажуваат се слуша и се применува. Јас овдека не би се ограничил само на СДСМ, како што зборував за јавните трибини, дебати, за некои побитни прашања. Би истакнал дека треба да профункционира локалниот младински совет и самите млади ќе бидат повеќе слушани за нивните потреби, за нивниот за поголемо ниво вклучување во општествениот живот, бидејќи свесни сме дека младите се иселуваат, народски кажано, бегаат од државата. Тие треба да ги дадат насоките по кои ние треба да размислуваме, се движиме и во креирање на политиката на локално ниво и на централно ниво и во општествениот живот, но и во креирање на политиката во самата партија, бидејќи сепак светот останува на младите. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам на вас. Почитувани, тоа беше се за вечерва. Останете на Телевизија Плюс.